Почитувани, добар ден. Време е за црвена линија. Во ниту еден сектор од здравствениот систем Македонија нема доволно човечки капацитети за да ги достигне стандардите на Европската Унија и Светската здравствена организација, оцени министерот за здравство Азир Алиу. Одливот на медицински кадар расте. За една година земјата изгубила над 500 лекари, а трендот, според лекарската комора, се зголемува. Младите лекари заминуваат во странство, дел не ги обновуваат лиценците, а дел целосно се откажуваат од професијата. Во руралните средини, од планирани 96 матични лекари, активни се само 44. Пациентите патуваат десетици километри за преглед, а лекарите се соочуваат со ограничен превоз, тешки услови и ниски примања. Денес Црвена линија ве прашува како да се задржат лекарите во државата и како да се мотивираат младите да работат во селата. Кога сме кај прашањата, секако на самиот старт на Црвена линија ќе ве потсетам задолжително да не заследите на Инстаграм, а еве и зошто. Во текот на целиот ден е објавена денешната анкета на Црвена линија. Прашањето е следно: дали младите лекари треба задолжително да работат 2-3 години во рурални подрачја? Јас се надевам, еве како изгледаме, значи тоа е тоа на Instagram стори кога ќе кликнете и како што гледате имате две опции за одговор. Да, не. Кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор, а Црвена линија во текот на целото ова издание ќе ги прибира и сумира резултатите, ќе ги пресметаме во проценти и ќе ги соопштиме конкретно ова денешно издание. И не случајно ја поставивме темата, бидејќи зборувајќи се разбира на нешто друго. Самите вие како граѓани и гледачи посочивте дека навистина ви е понекогаш огромен предизвик да дојдете до потребниот специјалист. Па така патувате, неретко одвојувајќи можеби и цел ден за да стигнете до прегледот. Сега, останува од вас да слушнеме како можеме да ги задржиме лекарите во нашата држава. За учество во Црвена линија доволно е да се заврти нашиот добро познат број 02-307-005, да се намали тонот на ТВ приемникот. Јас ги замолувам особено оние кои што, а верувам ќе имаме такви за прв пат, ќе посакате да се вклучите во Црвена линија. Главно техничко правило ни е од кога ќе ве превземат во режија да го намалите и целосно тонот на ТВ приемникот. Не случајно, бидејќи се предвидени 90 секунди за едно вклучување, а доколку не го сторите тоа, ќе немате впечаток дека го очекуваме вашиот одговор, ве слушаме, ви ќе сте вклучени, ќе имате впечаток дека можеби некој друг зборува. Затоа јас и вие најдобро да зборуваме преку телефонска слушалка. Па како да се задржат лекарите во нашата држава? Вртете 02-307-0005. Јас верувам дека веќе имаме гледач кој што или гледачка кој што ќе даде одговор на ова наше денешно прашање. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добро, еве додека одвојуваме време за некој од вас да се вклучи. Се разбира, ќе ве потсетам да бидете активни и на социјалните медиуми. Се што ви треба е да го заследите профилот на Црвена линија. Тоа значи прво Facebook, па Црвена линија профилот, но и профилот на Телма телевизија. Еве како изгледаме таму. Дали младите лекари треба задолжително да работат 2 до 3 години во руралните подрачја? Но тоа не е единственото прашање денес во Црвена линија. Да потсетиме, ве прашуваме и како да ги задржиме младите лекари во државата, односно како да се мотивираат младите лекари да работат и во руралните средини. Пристигнате се првите коментари, така да пишувајте коментари, а јас верувам дека нема да имаме проблем со линиите и ќе почнеме конечно со дискусијата со вас. Еве, аз ќе се обидам уште еднаш. Добар ден. Добар ден. Малку ве почекавме, но драго ни е што ве имаме. Кој е вашиот одговор во ова денешно прашање? Благодарам. Вака. Значи, да, треба да работат. Со едноставно намена дека после нивното завршување, значи едукацијата на факултет, тие нема доволно пракса. И
во општа пракса кој работат, значи ги стекнуваат тие првите впечатоци, осетот за лекување, значи симптоми, симптоматика, тоа значи во реалноста. Друго е од книга, друго е ова. Они одат на некоја си пракса, ама тоа е нешто минимум. Со тоа што, значи има многу полесна представа за тоа што го работат. Сега, тука треба државата, за да ги задржи, значи да се истекне, да им даде некое нормално работење, со условите да ги исполнат, со тоа што, значи, кога имаш ти приврзаност кон работата, имаш и мотив. Кога имаш и мотив, значи одиш напред. Тоа не е привилегија, тоа е морал. Со тоа што, значи, ако одат на стипендирање, та после стипендирањето, значи, пак треба да се направи договор, да се вратат, значи, делот кој што се стипендирани, државата да го плати. Да ги, фактички да инвестира во нив. Мислам дека доволно реков. Тука некаде треба да се движат линиите за нив. Благодарам за вашето учество во Црвена линија и сега ова издание го започнавме со вашиот одговор на нашето прашање. Па и веќе почнеме и со анкетното прашање, сега ќе го поставиме до вас во живо, а тоа дали младите лекари треба и задолжително да работат 2 до 3 години во руралните подрачја. Како да се стимулираат за тоа младите лекари и воопшто како можеме според вас да ги задржиме лекарите во нашата земја. Секако како граѓани, но и неретко како пациенти, еве со какви предизвици се соочувате, особено кога станува збор за недостиг на здравствени работници, можеби во местото од каде што ни се јавувате. Добар ден. Добар ден. Јас сум еден постар доктор од внатрешноста, педијатар сум по професија и се уште работам, затоа што навистина немам матични доктори, да не зборуваме за педијатри или да зборуваме за други профили, да речеме, ама јас сум во примарна здравствена заштита. И сега ова прашање што јас сум доктор од 77, педијатар сум од 86. Значи можеме да претпоставиме колку години имам стаж. Од тоа имам и во странство и сакам да дадам прилог во оваа дискусија. Тоа што сите доктори да работат по 2-3 години во рурално не се многу сложувам, затоа што имаме тука некои доктори кои што навистина се со многу убав просек, кои што навистина би можеле да дадат свој допринос на клиниките, на некои установи од повисок ранг, од терцијарна здравствена заштита, затоа што тие навистина што се со многу убав просек, со тие има и во нашата професија има и високо интелигентни надарени доктори. Тие, например, во наше време, јас кога студирав, најдобрите студенти и со најубав просек отидоа на клиниките без некои други, да речеме, бенефити што ги имаат се. Големо благодарам за тоа што го споделивте како одговор врз призма на вашето лично искуство како педијатар. Јас ке потсетам, веројатно и за прв пат се вклучивте во Црвена линија. Кај нас едно јавување, едно вклучување временски е предвидено да биде 90 секунди. Покрај тоа што ќе ви се заблагодарам, секако и ќе ве охрабрам, што поскоро повторно да го завртите нашиот број, доколку сакате на дополнување, нови 90 секунди, секако ако сакате и нешто да надополните, да се доискажете и така натаму. Уште еднаш благодарам. Продолжуваме со вас, досега имавме 2 вклучувања, 2 типа на одговори, па да видиме останатите вие какви одговори ќе дадете на денешното наше прашање кое е како да се задржат лекарите во државата. Дали сте за тоа да младите лекари секако имаат задолжителна пракса од 2 до 3 години во руралните средини и едноставно како да ги стимулираме младите лекари да останат и да се посветат на својата професија во оваа земја. Добар ден. Сега го очекувам од вас да бидете и трпеливи, од режија ве превземаат, едноставно треба да се заврти бројот 02-307-0005 и секако да се намали тонот на ТВ приемникот.
Постојано го повторуваме тоа, но доколку тоа не го направите, ќе имате впечаток и дека не сте вклучени, ќе мислите дека некој друг наместо вас зборува и од тие причини едноставно ќе се случи да се исклучите, а ние тоа не го сакаме. Напротив, сакаме да ги слушнеме денес вашите одговори. Па, ајде да продолжиме понатаму. Добар ден! Добар ден, дали се слушаме? Јас секако ќе направам отстапка, времето во црвена линија ќе го насочиме повеќе кон оние кои што се вклучуваат во живо. Ајде ќе се обидам уште еднаш, добар ден. Добро, најверојатно имаме некое блокирање на линиите, но затоа пристигаат коментари, така да ако не можете да не добиете во живо, ве охрабрувам, тука се и социјалните медиуми, бидете активни, пишувајте, секако ќе ги читаме коментарите. Со тоа ќе почнеме и во овој момент. На прашањето дали младите лекари треба задолжително да работат 2 до 3 години во руралните подрачја, еве што напиша Љубен Ристевски. Да, треба да работат во руралните подрачја на Англија, Франција, Германија, Канада и Нов Зеланд. Добро, благодарам до Љубен за неговото активно учество, пишувајте коментари, но и ве чекаме во живо на 023070005. Па добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете, ве слушаме. Вака се, како да за младите лекари, значи, овие што доаѓаат да студираат од руралните средини, значи, во Скопје, да не смеат да останат во Скопје да работат, да се вратат назад и во другите градови и така натаму. А не сите во Скопје, а скопјаните за нив нема работа. Значи, мој предлог е, значи, сите што доаѓаат од другите градови, по завршување на факултетите да си се вратат од кај што дошле. И второ, не се согласувам со претходниот доктор што кажуваше дека со најдобар просек на клиники и така натаму. Сега знаеме дека на кој начин се добиваат оценките, дека оценката не е мерило на знаењето. Значи сега врските се со најдобри оценки, нели? За мене мерило на знаење е кога ќе работи докторот, па после 5 месеци, 6 месеци или 1 година, ако се покаже како порано што беше од овој сега предлог и во социјализмот беше така. Сите и наставници и учители работеа прво во руралните средини, па после во Скопје. Еве и сега тоа го бараме, да речеме, истото. Меѓутоа, сега еве тоа беше моето, тие две работи. И благодарам. Големо благодарам. Малку сте покуси од предвиденото време, но секако доволно јасни останете. Продолжете, следете го ова издание на Црвена линија, бидејќи по вас верувам што поскоро ќе имаме нови вклучувања, а тоа значи и нови одговори на денешните наши прашања. Според вас, еве, како можеме да ги задржиме лекарите во државата? Како да ги стимулираме младите надежни здравствени работници, пред се лекари, да работат и во руралните средини? Дали сметате дека може би треба да се воведе задолжително нивно работење во рурални средини во период барем од 2 до 3 години? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Прв се јавувам. Драго ми е, верувам не и последен пат. Дали да се вработат младите лекари во руралните средини? Темата тоа е, така? Да, меѓу другото и како да се задржат да не заминуваат од државата. А зошто мора во руралните средини тие млади лекари, нели можат покрај вие што се посарите лекари да се праксат, а во рурални средини да дојдат 3 години да се учат на нас? Ние глувци ли сме? Дали сме глувци ли да се учат на нас 3 години? Каква тема е ваа? А зошто сметате дека не треба да работат лекари во руралните средини? А зошто по руралните средини да бидат? Што сме ние? Да се учат, значи да се праксат, така? Добро, е пријатно, толку, нема. Добро, благодарам, го цениме вашето мислење, затоа и постои Црвена линија. Ова е дискусија каде што ќе слушнеме секакви одговори. Оно што Црвена линија единствено не оправдува и е строго забрането и се вклучува, е кога во излагањето на нашиот став сме вулгарни, непристојни, користиме навредливи зборови, говор на омраза. Благодарност до гледачот, па еве, можевме, драго ми е да слушнеме и различни ставови, различни
одговори на нашите денешни прашања. Како да се задржат лекарите во државата? Еве и тоа е едно од главните прашања на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Значи, претходно, значи првиот, со добра услуга, значи, најдоставно, условите да бидат нормални и стипендирањето, реков, значи, ако државата го финансира, фактички финансира во нив, инвестира. Сега, сакам да ви посочам пример во Германија, дека ако општата пракса ја нема било кој лекар, што заврши, со самата поставеност, лекарот, значи, околу 30 минути те испрашува шо, како дошло до таа ситуација, што осеќа, шо ова, значи, тој више, значи, направил некоја си диагноза него. А она што го стекнал прилика во работата, значи во реалноста, во праксата, тоа само може више да го потврди со анализа. Тука е проблемот што ние кај нас едноставно немаме дел од тие луѓе кои што се со таква пракса. Постарите знаат, постарите лекари сигурно ќе објаснат ако некој се јави, дека во текот на праксата се учат 80% од работите. Значи тоа што се го учил као психички во книга, со реалноста во праксата више го стекнуваш као знаење, као вештина, као рутина му доаѓа. Не може хирург, ако не операсува, ако не присуствува, значи на операции, тој веднаш да седне да почне да работи. Добро, благодарам многу. Ке подсетам, тајмерот секако треба да е објавен на екраните, 90 секунди се предвидени за едно вклучување, но тоа нека не ве обесхрабрува. Ке подсетам, повторно можете да го завртите нашиот број за надополнување и нови 90 секунди. Да ве слушнаме. Денес Црвена линија секако прашува како можеме, односно да ги задржиме лекарите во нашата земја, бидејќи се забележува постојано од година во година и голем одлив на лекари од нашата земја. Дали сметате дека треба да се воведе и задолжителна работа на лекарите од 2 до 3 години во руралните средини? И дали младите лекари можеме на некаков начин да ги стимулираме токму во руралните средини да ја градат својата професија, односно да работат и помагаат на оние на кои што им се најнеопходни таму. Добар ден. Добар ден, ја ли сум на линија? Да, повелете, ве слушаме. Па ајде, читам насловот како да се задржат лекарите во државата. Па ја би ги задржал, ајде, ја литературно многу не знам, ја у неколку наврати си имам јавljeno у вашата емисија, може да ги ја задржим, да им дам колку сакат пари и подалеко од Македонија. Значи, тој не се доктори, тој се бизнисмени. У веќина случаи и овие што се по Македонија одека. Значи, тој не се доктори, тој се буквално бизнисмени. Апсолутно нема појма со овој. Значи, и да им посакам среќен пут и што имаше на српска песна, иди и не враќај се сине. Не враќај се више. А што е со новата генерација лекари, млади лекари кои што... И новите се исти, тие имат големи апетити, некои амбиции, нешта, живеат у некои холивудски филмови, некои Дизниленд, нема појма. А за медицински, такозвани медицински сестри, па да не думам тамо што работат, да не ти кажам што работат, тоа што јас сам цел живот на запад, перат, ајде да не кажем, ово е мрско ми е да думам, значи продале си на ѓаволот душа за пари. Значи, толку имам да кажем. Не кидат дека сакат. Значи, кој сака да работи, ја имам, не крием, ја имам бугарско државјанство, мајка ми е бугарка. Јас сам 20 години бил шлепер сам возил и останал сум во Македонија. Плаќам уредно све и придонеси едно друго и не сакам нигде да имам, зашто знам тачно како тамо све функционира. Значи, Добро, благодарам и вам за споделените ставови, мислења и секако одговор во ова денешно издание на Црвена линија. Продолжуваме секако со ве, за оние кои што малку подоцна се вклучивте, еве зашто зборуваме денес во Црвена линија. Во ниту еден сектор од здравствениот систем Македонија нема веќе доволно човечки капацитети за да ги достигне стандардите на Европската Унија и Светската здравствена организација, а ова го оцени министерот за здравство Азир Алиу. Одливот на кадар расте, за една година земјата изгубила над
500 лекари, а трендот според лекарската комора е уште поголем. Многу млади лекари заминуваат во странство, дел не ги обновуваат лиценците, а дел целосно се откажуваат од професијата. Недостигот е највидлив во руралните средини. Од планирани 96 матични лекари, активни се само 44. Пациентите патуваат десетици километри за основен преглед, а лекарите се соочуваат со ограничен превоз, тешки услови и ниски примања. Од тога Црвена линија ве прашува денес како да се задржат лекарите во државата, како да се мотивираат младите да работат во руралните средини и според вас дали младите лекари треба задолжително да работат 2-3 години во рурални подрачја? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Јас темата разбирам како да се задржат лекарите во нашата држава, да не идат во странство. Пошто во последно време тоа е целата поента. Лекарите треба се задржат кои ќе се запишат студентот на медицина факултет. Треба да мислам да направиме ние договор со нив со студентот дека после завршувањето на факултетот успешно како доктор, дека тој треба да биде обавезателен 10 или 15 години да работи во Македонија, па после да има стекне право да оди во странство. Или ако сака да оди понапред во странство без да ги одработи тие 15 години во Македонија, тогаш треба да плати на државата, што таа државата ние, као народ што одвоиме придоноси други работи, вложила во него 6 години, правиме кадар, добар доктор, и тие готов доктор, кој ќе треба да ни врати нас на Македонија, на нашите граѓани да не лечи, тој ќе замира во странство. И викаме Германија или Италија, кај да речеме, не е битно, подобри се. Подобри се, тие добиваат готов производ. Ништо не вложиле во него, доаѓа спремен, завршил факултет и на работа. Државата ништо во него не вложила. И тука е проблемот. Подобно, ако се сеќате фудбалерите кај нас на бивша Југославија, на 28 до 30 години не може да иде во странство. Кој ќе напуниш до 28 години, 30 тогаш може да иде во странство. Значи, тука треба да го дадеш твојот максимум. Благодарам што го дадовте вашиот одговор во ова денешно издание на Црвена линија. Секако топло препорачувам да останете и понатаму да го следите ова издание. Продолжуваме, ве охрабрувам и подсетувам, пишувајте коментари на Facebook. Наскоро ќе почнеме односно не почнавме, но ќе продолжиме со читање на одговорите на нашите денешни прашања. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете, ве слушаме. Да, значи вака, прашањето како да се задржат лекарите во државата. Така и како да се мотивираат еве и младите лекари да работат во руралните средини. Па вака, ние се имаме шуторизали, ти кажам. Ако може малку погласно, подобро да ве слушнеме. Момент само. Сега се слушаме добро? Да, одлично, повелете. Вака, се имаме шуторизари. Добро. Вака да кажеме во шуторизари дека катастрофа е прво лекарите, па да кажам кај што одиме тука во лекарот, туката ој веќе не личи ни на ординација, ни на доктор, ни на ништо. Тоа е веќе осамстарено, све се скршено. Може би не е само кај нас, така кај сите, веројатно. Ама посебно шуторизари немат никакви услови, простори. И што ви кажам, и докторите што доаѓаат, не се некои доктори, еден доктор имаме тука само во амбулантата, и тој доктор раздисал нормално, кога еден ќе фрли картони и нема да прима пациенти и све. Не е само државата фактички крива за ова работа и докторите. Треба воопшто државата да се погрижи малку за шуторизари, сериозно да гледа, да земе на обзир, да се намести простори да има лекари прва, втора смена да има, не само една смена да има, и ќе си заменат од кај нема дежурства, само у шуторизари нема дежурства. Значи, ова е катастрофа од државата, а ние да речеме една страна ги кридуваме и лекарите, и државата не чини. Ја не знам, ако слушат, нека повелат, нека гледат што се дешава во шуторизари. Ова е катастрофа. Благодарам за споделеното и секако за вашето учество во Црвена линија.
Потсетувам, драги мои, тоа не е правилото, понекогаш знам дека ви се чини дека се и премалку 90 секунди, но во однос на траењето на црвена линија целосно како емисија, сметавме дека 90 секунди е најдобро да бидат како време предвидени, за да имаме повеќе вклучување, односно повеќе размислувања, ставови, така натаму. Но додека траеме, секако кога сакате да се надополните, продолжете да го вртите нашиот број и повторно да се вклучите. Добар ден! Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Вака сакам да прашам, прашање до докторите што работат на интерна клиника, не знам, кардиологија и така натаму. Ќе отиде човек да се прегледа ехо, не знам, и останати прегледи, викаат, дојди приватно, не е проблем, ќе ти дадеме бројче, телефонче и приватно нема место, вика на државна квота, вика се е попунето. Зошто на приватно? Тие не ја купиле амбулантата, болницата, клиниката, не е битно. Не ги купиле они, тие инструменти, народот ги купил. Јас, вие, останатите. Разбирате? Кога ќе си земат они на приватно да работат, нека си земат нивни инструменти, нека си земат останати пропратни работи што требат за координирање и така натаму. Нека си земат приватен дуќан, а приватно нека си работат. А не за време на работно време, они да взимаат пациенти и да си земаат плюс дополнително по приватно. Нели? Тука малце нека се заангажира и министерот за здравство и здравствен инспекторат. И треба да знаат дека има такви работи прљави. Не е тоа така како што мислат они, само ајде ординирај и зимај пари. Не е тоа оре, ти они дупли плати ќе зимат. По кој повод? И си оделе, нека си одат. Нека си одат. И не треба такви лекари да се задржат. А тие што сте честни, да, част и чест. Секоја чест, нема збор. Но и тоа, колку се честни? 30%. Големо благодарам и вам за учеството во црвена линија. 90 секунди, подсетувам, тоа е временскиот лимит за едно јавување, но вртете, вклучувајте се повторно. Се додека траеме, возможно е тоа. Ве префрлам на Facebook. Голем број на коментари, тоест одговори пристигаат, па и ве што напиша Марко Поло. Да, секако треба да работат општа пракса за да стекнат она минимум искуство, па после тие 4-5 години. Но пред се, за да бидат поттикнати, треба да се мотивираат, а тоа е некоја си парична сигурност, плата редовна и мотивација за унапредување, доколку имаат амбиции за специализација. Тогаш бесплатни студии, доколку сакаат, може паралелно и да работат после завршувањето на специализацијата. Уште минимум 4 години да работат, за да не мора да враќаат парични средства за специализацијата. Не може Западот да зема целосно се готово специализанти од Македонија само поради некој чиновник кој што неќе да размислува како да ги ускрати сите нивни поволности. Ако им створат реални услови за работа со некои нормални плати, никој нема да заминува во странство. Дали младите лекари требају според вас и задолжително да работат 2-3 години во руралните средини, како можеме да ги стимулираме и мотивираме секако својата кариера иднина да ја гледаат во рурални средини? И централното прашање на црвена линија е како да се задржат лекарите во државата. Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Тина, стално те гледам, а некако не сум ја прв пат се јавувам ова емисија, ме слушате? Да, и драго ми е, верувам не и последен пат. Па не знам случајно го слушате, зашто ме интересира. Јас сум од далек од Скопје, 20 км и више. Добро. Еве 2 години немаме општи лекар. Ме слушате? Да, внимателно продолжете. И така да идеме ние у Петроваc. А Петроваc во Коњар, јас живеам у Коњар, јас сигурно знаете го. Тука сум близко, не знам го далек. 20 километра идеме у Петроваc на општи лекар. А сега лекар нема 2 години кај нас у Коњар, средно долно Коњар е ти. И така да многу ни е тешко. А сами, например, децото се тамо, се вамо, и така да ние остануваме сами. Јас дур можам, да, можам. А утре како? А у Коњари нема 2 години општи лекар. Таа работеше, се отиде во град во Скопје поблиску. Секој сака да работи поблиску. Неќе да патува 30 км натаму, тоа ти е 60 км. Од Скопје до кај нас.
Затоа ме заинтересира да прашам зашто лекар да нема. Викате дека има многу лекари, така завршиле ова тоа. Зашто не дојде кај нас? Според вас како може да се мотивираат еве да доаѓаат и работат во руралните средини? Па ете тоа, далеко, валда и недалеко, нема пациенти доволно. Ова лекарката 4 години беше, не видите некој, Петроваc не... Големо благодарам за она што го споделивте со гледачите на Црвена линија и драго ми е што еве посакавте, редовно не следите, но еве и прв пат се вклучивте во Црвена линија и верувам не и последен пат. Продолжуваме и со коментари, па еве што напиша на прашањето дали младите лекари треба задолжително да работат 2 до 3 години во руралните средини. Целе Алексов. Треба да поработат да стекнат искуство, но кога ќе го видат хаосот во државава, ќе си бегаат. Со среќа на сите каде и да се. Благодарам многу и на Целе Алексов. Пишувајте коментари, но и вртете го бројот 023070005. Па добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Дали сум на линија? Да, на Црвена линија сте, повелете. Мислев да има некој пред мене. Добро, благодарам. Овака, ја прво ќе го поделам во 2 дела. Ќе речете како. Прво, ние ги школуваме нашите доктори, тоа е специјална категорија на луѓе кои што се образуваат да станат идни доктори, да го лечат својот народ, или било каде да лечат луѓе. Тоа е прво, меѓутоа ништо не плаќаат за тоа што ќе бидат оспособени, ошколувани, бесплатно школување се и ќе завршат школата, ќе отидат во странство. Првиот случај е да се огранича да не може да оди во странство пред да наполни 35 години. Тоа е едно. Второто е, ако сака да оди одма во странство, школувањето да си го плати од прва година до крај, да си го плати приватно и да си замине каде сака, кога сака, ама да не биде на терет на државата. А ако работи, да речеме, до 35 години, дали ќе биде во рурална или некоја друга, да речеме, установа, кај што, поголем град, тоаш зависи каде има слободно отиде. Само на овој начин можеме да решиме проблемот, другчие никако. А иначе жал ми е вака што овакви деца школовани, образовани, ги дозволуваме да заминат одма. Ова и од друга страна ги деградираме да не може да одат. Ама ние ги плаќаме да завршат. Благодарам за вклучувањето. Напоменам, внимавајте, тајмерот го гледате на екраните, 90 секунди одбројува за едно јавување. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добро, во меѓувреме додека да вклучиме нов гледач, секако ќе ве потсетам никогаш да не заборавате и да кликате на tilma.com.mk навремено, целосно и квалитетно информирани, а еве ги насловите во однос на темата за која што зборуваме, на кој што и треба да го задржите вашето внимание. Ова е наслов од 11 месецов, каде што стои дека алиу тврдењата за 500 лекари кои ја напуштиле земјата се дезинформации, иако предходно сам го изјави тоа. Наспроти податоците од Лекарската комора дека за една година во земјата 500 доктори не ги обновиле лиценците за работа, министерот за здравство, кој самиот во интервјуто за Радио Слободна Европа го кажа истото, денеска вели дека тоа се дезинформации. Тоа е вест од 11 месецов. Да ве слушнеме вас, како да ги задржиме лекарите во нашата земја, како да ги мотивираме младите лекари да работат во руралните средини. Добар ден. Ало, добар ден. Лјупчо, повелете, ве слушаме. Па многу просто едноставно, ќе направите правила на игра, ќе направите ранглиста за специализација, ќе направите ранглиста за прием на докторите и нема мрдање од таа листа и со здравје пријатно. А не вака, по Вујко Посричевима се делат специализации, по Вујко Посричевима се примаат кандидати можеби полоши, кои не се на 10-то место на ранглистата, а првиот го оставате да виси. Па кој сакате да ви остане со такви правила на игра? Ке се знае строго правила на игра ранглиста и по ранглиста ке соди ке се примаат, па како сака и роđен син нека му нема, ако нема задоволителни резултати.
ќе ги мотивирате младите со тоа што ќе им дадете задолжителни сместувања станови, таква работа, специјализација да човек побрзо да напредуваат во, ако се во натрешноста отколку во Скопје, да ги мотивирате, да ги демотивирате да се остануваат во Скопје. Да речеме, ако треба за клиничка болница Штип 40 специализации, вие ќе дадете 60. Ама нема да ги задржите се во Скопје. Да го раsteretите Скопје малце или во Битола. И гледате таму сите приватни болници работат добро, државните работат слабо зашто немаат персонал. Што е тоа? Значи тоа се обични прости работи кои треба само да се следат. Ништо повеќе. И ќе видите младите ради овој циркус што се случува со начинот на си одат, не си одат они се незадоволни од начинот со кој се разговара со нив ги примаат. Благодарам и вам за активното учество во Црвена линија. Останете и продолжете да не следите понатаму. А ние секако продолжуваме и со вас. Да видиме какви одговори следуваат на 02307 0005. Како да се задржат лекарите во државата? Дали младите лекари треба задолжително еве според вас да работат 2 до 3 години во руралните подрачја? И како да се стимулираат младите лекари всушност еве да работат во рурални средини? Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Јас продолжувам понатаму со коментари. Наверојатно денес од едно до друго вклучување имаме малку поголема пауза, но еве што напиша Саве Стојков. Лекарите ќе останат во државата само ако имаат услови да работат достоинствено. Тоа значи подобри плати, модерна опрема, помалку бирократија и реална поддршка за специјализација и напредување. Многу од нив не заминуваат само поради пари, туку поради хаосот во системот и недостигот од почит. Ако сакаме да ги задржиме, мора да создадеме средина во која лекарите ќе може да лекуваат, а не да се борат со проблеми што не се медицински. Па како да ги задржиме лекарите во нашата држава? Тоа е што денес ве прашуваме во Црвена линија. Добар ден. Добро вечер, Тина. Здраво. Добро вечер, здраво. Повелете. Пред се искрено мислам дека самиот систем е трул. Значи, треба години реорганизација за да се стави нека нормално на работењето на лекарите. Искрено не ја гледам поентата, младите лекари додат во рурални средини. За мене тоа е баш нонсенс. Сметам дека треба да имат специјализација, меѓутоа може би да биде во странство, може би да биде по градовите со искусни доктори, а по мене сметам дека поискусните доктори по-брзо и по-лесно би се снашле во руралните средини, зашто да не ги пратиме нив тие, да им дадеме предност на младите, они после специализацијата нели со по-некој искусен доктор, да си останат да се работат во градовите. Нека идат и по-старите во руралните средини, на крај крајва таму остана малте не само повозрастни луѓе и реално им треба по-искусен доктор и нека по-квалитетна нега. Што сметам дека би ја примиле од доктор со поголемо искуство, отколку од некој од младите специализанти. А што бараме млади доктори и нивна поддршка да им дадеме, кога еве вчера на порталиве по вести имаше некој си медицинско лице добило отказ, бидејќи била бремена. Значи со што да ги мотивираме, на кој начин, ја стварно не знам. Апсолутно не гледам иднина, ни во здравство, ни во државава, ни за младиве, ни за Големо благодарам за вклучувањето во Црвена линија и она што го споделивте со гледачите. 90 секунди, внимавајте на времето, затоа тајмерот и се објавува на екраните. Продолжуваме понатаму. Можевте досега да слушнете најразлични одговори, некои ставови помеѓу гледачите беа идентични, некои сосема поинакви. Всушност во тоа е суштината, да ве слушнеме вас, особено на темата кога зборуваме за лекарите, односно факт е дека навистина постои криза во примарната здравствена заштита, потребна е и целосна валоризација на лекарите по семејна медицина. Ке посетам на tilma.com.mk, многу повеќе за ова можете да прочитате доколку кликнете на нашиот сајт, а веста е од 3
3.10, односно 3 октомври оваа година. Добар ден. Ало, да се искажеме, може? Да, еве практично да покажеме како изгледа. Пример ќе ви кажам, гледам тоа на РТС, србите како го решаваат. За младиве кои сакаат да се вратат во државата да работат. Прво ги прашуваат во кој здравствен центар сакаат да работат. Втората работа им е веднаш им даваат договор за работа и значи нема процедура, нема конкурс, нема ништо. Сакаш да се вратиш, сакам. Кај сакаш да работиш, униш, еве ти договор за работа веднаш, со здравје пријатно. Така и кај нас. Еве да земеме пример, кажете ми што направиме ние со тие 190 или колку бе специализанти. Дали се заврши работата со нивниот пријат? Година дена децата ги играат. Те избори, те ова, те она, те приказки и ај кажи ми како сакаш тие да останат. Губат волја. Така и, значи, некои работи ќе треба да ги смениме хитно од корен. Земете го примерот со професорите, старите доктори, овој новиот кандидат за вице-премиер што сака да се кандидира. Само за да ја запази етничката карта, ги избрака сите професори, зашто имале 64 години живот, и сега тие се добри да работат во приватното здравство, ама не чинат да бидат едукатори во државното здравство. Па така не можете да го појачате државното здравство. Тие луѓе ќе се задржат, ќе се дадат договори и ќе се знае ќе одиш таму, ќе му се даде задача хонорар, изволте да едуцира. Не може така државата лесно да се откаже од луѓе што ги школувала 40 години на државна сметка. И кој што кажа претходничара, специализации и тука, ама и во странство, првите 10 од медицински факултет, специализација во странство. Благодарам за повторното вклучување. А ние понатаму ве прашуваме денес во црвена линија. Факт е дека многу млади лекари заменуваат во странство, дел дури не ги обновуваат лиценците, а недостигот е највидлив, ќе потсетиме, во руралните средини. Од планирани 96 матични лекари, активни се само 44. Па како да се задржат пред се лекарите во државата и како да се мотивираат младите да работат во руралните средини? Дали ве сметате дека можеби младите лекари треба задолжително да работат 2 до 3 години во рурални подрачја? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Тони Слончена линија од Команово, значи една многу проста работа е. За секој некој што работа, што е стручен, треба соработници. До Министерство за здравство да ги вработи луѓето кои завршиле средно медицинско образование на оваа држава, помошниот персонал треба. Пред се. Ве слушаме, продолжете и ве како може да се стимулираат младите лекари, кариерата да ја продолжат во... Кога ќе имаат соработници, они ќе се стимулираат. За во руралните средини, бидејќи неретко е... Не, знаете што, на Министерство, као и у полиција, така и ова Министерство за здравство, кај ќе му каже, таму ќе иде и ќе работи. Но пред се, пак ќе кажам, пред се персоналот медицински, тоест медицински сестри, браќа или како... Така, генерално здравствените работници не достигнаа... Апсолутно, значи мора да се вработат и Министерството да се концентрира на таа работа. Лекарите ќе останат, бидете сигурни. Така, добро, благодарам за вклучувањето. Еве преку вас и поздрав до сите кои што не гледаат во моментот од Куманово. Продолжуваме, драги мои, со вас. Прашањето денес е како да се задржат лекари во нашата земја, но и како да се стимулираат еве младите надежни лекари секако својата иднина и кариера да ја градат во руралните средини, односно да обезбедат здравствена заштита на луѓето кои што живеат во рурални средини. Како да ги задржиме и здравствените работници покрај лекарите во земјава, бидејќи и тука е огромен одливот надвор од истата. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во црвена линија. Поздрав до водителката и до гледачите. Благодарам многу, поздрав и до вас секако. Благодарам, втор пат се слушаме. Драго ми е. Мислам дека прво целиот систем треба од корен да се смени, за да ги задржиме нашите лекари овде. Не само лекарите, целиот медицински персонал.
Затоа што имам случај кој дипломираше овде со висок просек, стажот кој заврши во една од нашите приватни клиники и рече, јас студирав за да лекувам луѓе, а овде не гледам таква можност и си замина за Германија. Не се согласувам дека младите лекари треба прво да работат во рурални средини. Според мене, сите што студирале во државна квота, треба да си го вратат долгот кон државата. Значи, тие што дошли од градовите да се вратат од тамо од каде што дошли. Нема потреба тие од Скопје да одат тамо задолжително да работат. И не се согласувам дека сите лекари и целиот медицински персонал треба да го ставиме во исти кош. Имаме одлични лекари и сестри и болничари и не може сите да ги ставиме во исти кош, па тој од Германија господинот да ни кажува како овдека медицинските сестри не знам што правеле. Нека си ужива тој во Германија. Нека не остави нас овде на мира да си ги решаваме проблемите како знаеме и умееме. А мислам дека сме тргнати. Инаку со ваша бивша колешка, никогаш и никога не припадник на никаква партија, зборувам како граѓани. Првиот пат кога се јави, вашиот најрајтован гледаш ми рече дека Благодарам многу што повторно се вклучивте во Црвена линија и верувам дека често и ќе ве слушаме и ќе бидете дел од секоја една наша наредна дискусија со вас. Почитувани, продолжуваме понатаму, секако време е да прочитаме и одговори кои што се споделени, се разбира, на Facebook. А еве што напиша Саве Стојков. Лекарите ќе останат во државата само ако имаат услови да работат достоинствено. Тоа значи подобри плати, модерна опрема, помалку бирократија и реална поддршка за специјализација и напредување. Многу од нив не заменуваат само поради пари, туку поради хаосот во системот и недостигот од почит. Ако сакаме да ги задржиме, мора да создадеме средина во која лекарите ќе можат да лекуваат, а не да се борат со проблеми што не се медицински. Додека Златко Ицковски напиша: ако политичарите добиваат по 10.000 евра за запослен доктор, ќе биде успешно тоа. Вака, кога не можат да украдат, не ги интересира тоа. Благодарам и на Саве, и на Златко. Продолжете, пишувајте коментари, но не заборавајте да бидете активни во однос на анкетата, се уште трае. Драги мои, така да, еве, денес ве прашуваме на Instagram стори, тоа значи да не заследите на Instagram. Нашиот профил е Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. А од кога ќе кликнете на Instagram стори, прашањето е дали младите лекари треба задолжително да работат 2 до 3 години во рурални подрачја. Да, не 2 полиња кои ги содржат овие одговори, кликнете на полето кое што го има вашиот одговор. Наскоро секако ќе ги соопштиме и резултатите пресметани во проценти. Како и секогаш. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Видете се, лекарите не бегаат само од платите и значи бегаат од неправди. Посебно последниве години сите си одеа на специјализација кај што сакаат. Дали има недостиг во гинекологија, например, во сиве градови? Нема, затоа што сакаем многу таму да специјализира. Значи, се немаше никаква стратегија. Се, не само во здравството, јас општо ќе си кажувам, значи, никаде се немаше стратегија и докторите не се за жалење, си имаат плата. Си имаат плата, ама да се напред како порано, кој што ќе специјализират, да си седи 5 години да работи тука. И со договор. Ако нема некаде доктор, нека оди таму конкурс, нека му дајат стан и нека си работи таму, како и порано што правеа. Ако немаше дефицитарен кадар и му даваја стан и тука работеа. Значи, сепак се и неодговорност има, значи неодговорност секаде, пак ќе ги измеша работивеја. Кај што има мито и никој не одговара, значи не сакаат некој да работи во такви услови, како да кажам. Не сакаат да бидат и тие такви, гледаат неправдини. И никој не оди на село, да ви кажам, кај нас, например, села нема, испустено е, и никој не сака, зашто
90 секунди се предвидени за вклучувањето. Благодарам за споделените одговори со гледачите на Црвена линија. Дојде времето да ги погледнеме рекламите, останете со нас по рекламите да видиме и какви се резултатите од денешната Инстаграм анкета. Па по рекламите, ајде да ги погледнеме и резултатите на Инстаграм анкетата на Црвена линија. Имаме интересен резултат на прашањето дали младите лекари треба задолжително да работат 2 до 3 години во рурални подрачја. Со да одговорија 48%, додека со не 52%. Тука останува уште еднаш да ве потсетам telma.com.mk, кликајте, информирајте се и секако останете со нас. А ние се гледаме утре во стандардното време за Црвена линија. Довидување.